Абортусот е една од најконтроверзните, но и најважните теми, кога станува збор за здравјето и правата на жените во светски рамки. Законот за прекинување на бременоста во Македонија налага слободна одлука на бремената жена за тоа дали ќе изврши абортус. Според членот 3 од овој закон, прекинувањето на бременоста може да се изврши до истекувањето на 12-тата гестацијска недела со писмена согласност од бремената жена. Ако бремената жена е малолетна или е одземана деловната способност, потребна е писмена согласност од старателот на бремената жена. По истекот на 12-тата гестацијска недела, жената може да изврши абортус со писмено барање до комисиите. Медикаментозниот абортус е исто така дозволен во Македонија. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права велат дека законот за прекинување на бременоста од 2019 година е навистина либерален. Ние имаме полиберален закон од повеќето, не сите, но од повеќето европски земји, како за пример би кажала, например Полска. Полска има рестриктивен закон кој што беше донесен 2020 година, за кој што следеа и многу протести, со кој што целосно го забранува правото на абортус. Исто така можеме да кажеме и за Америка, кој што со укинување на пресудата која што го овозможуваше слободно правото до пристапот до право до абортус, стана ограничено и се даде можност за секоја држава засебно одлучува, па така не во секоја држава е дозволено правото на абортус. Мора да се истакне дека сите овие уназадувања на правото на абортус и на слободата на жената да одлучува за сопственото тело и за своето сексуално и репродуктивно здравје се должни на антиродовите движења или антифеминистичките движења, кои што имаат застарени ставови и кои што многу координирано работат со цел на незадување на овие права. Има ли случаи на кршење на правото на абортус кои можеби сте ги застапували или пак документирали? Не би можела да изведам некој конкретен предмет. Има луѓе кои што се обраќаат со права за информација, има луѓе кои што се советувале со нас и кои што побарале и комисијата да одлучи за правото на абортус, па комисијата доколку не одлучи да помогнеме во составување на жалба, затоа што постои право на жалба до второстепена комисија, но не би можела да истакнувам конкретни примери. Дали често има такви повици? Не можам да кажам дека има, можам да кажам дека сите оние проблеми во пристапот до абортус може да се случаат во смисла на финансиски импликации. Зошто? Затоа што абортусот кај нас е финансиски покриен доколку се извршува доколку има медицински индикации за тоа, односно доколку има нешто, нели, кој што не е во ред со плодот, па треба да се изврши абортус и така е бесплатен. Но во случај кога самата жена сака од своји лични причини да изврши абортус, тогаш абортусот се плаќа и не е покриен од страна на фондот и тоа се потешкотиите со кои што се соочуваат жените. Дополнително од друга страна, медикаментозниот абортус е достапен само на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, па од тука жените од другите градови и од руралните средини навистина се соочуваат со дополнителни пречки во пристапот до абортус, затоа што овие лекови ги нема во другите клиники. И пречки во однос на пристапот може да се најде во смисла на тоа доколку некој сака да изврши абортус по 22-та недела, па тука нели да има да поднесат барање, па дали барањето ќе биде одбиено, па да се пушти жалба, па второстепена комисија да одлучува, но во суштина, освен овие финансиски пречки кои што реално им пречат, особено на лицата со ниски примања, немаме чести прекршувања на правата. Медикаментозниот абортус е законски во нашата држава од 2019 година. Овој тип на абортус во примарна здравствена заштита може да се изведува до 9-та гестацијска недела, според член 19 став 2 од Законот за прекинување на бременоста. Статистиките покажуваат дека жените се одлучуваат повеќе за медикаментозниот абортус, бидејќи го чувствуваат како поинтимен за нивното тело, за разлика од хируршкиот абортус. За негово извршување не е потребна анестезија, освен ако не биде потребна дополнителна хируршка интервенција. СЗО го препорачува медикаментозниот абортус како безбеден метод за прекинување на бременоста. Од 2020 година до
оваа година, еве според статистичките податоци, веќе на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство имаме направено повеќе од 3000 медикаментозни абортуси, односно прекини на несакана бременост до 22-ра гестацијска недела. И додека во 2020 година 10% например од абортусите беа извршени со таблетки, веќе минатата година во првиот триместар до 12-та недела околу 94% од абортусите беа извршени со таблети, а во вториот триместар околу 98%. Значи методата е добро прифатена и од колегите, од медицинскиот персонал и од страна на пациентите, кои што ги чувствуваат, да кажам, позитивните ефекти од овој вид на абортус. Може ли накратко да појасниме која е самата разлика помеѓу медикаментозниот абортус и хируршкиот и како се одвиваат во главно овие два процеси? Па, кога ќе дојде пациентката на клиника, прво се прегледува од гинеколог да се утврди гестацијската старост и задолжително бараме одредување на крвна група со РХ фактор и потоа обавуваме информативен разговор со пациентката, работиме тимски, во тимот има вклучен и социјален работник и на пациентката ги објаснуваме сите предности и негативни страни и на хируршкиот и на медикаментозниот абортус. Изборот го ставаме на самата пациентка. Со тоа што хируршкиот абортус се изведува во краткотрајна интравенска анестезија, тоа се изведува на клиника на оделот дневна болница Киреташи до 12-та гестацијска недела, со тоа што после дилатација на грлото на матката се влегува со вакуум аспирација и со керети и се ревидира шуплината на матката. Значи, тука има ризик од повреда, перфорација да се направи на матката, ризик да остане резидуа, па да треба да има пациентката крварење, да има потреба од повторно дополнителна ревизија, ризик од такви повторени ревизии од синдрома Ашерман и долгорочни последици, формирање на перисталпингиални адхезии и евентуално лекување на стерилитет. Меѓутоа, пациентките после овој абортус не крварат обично долго време, за разлика од тоа кај медикаментозниот абортус доколку се одлучи пациентката за овој тип на абортус до 12-та гестацијска недела, истиот освен во некои ризични случаеви може да се изврши во домашни услови, значи таблетите ги даваме на пациентката да ги примени во домашни услови, што тие го чувствуваат како поинтимно. Значи, се избегнува анестезија, компликација од анестезија, се изведува хируршка интервенција, односно влегување со инструменти, со керети во шуплината на матката, ризици од Ашерман, од подоснежен евентуален стерилитет. Меѓутоа, тука пациентките обично при примена на овие таблети крварат повеќе денови, може 2 до 3 недели, кога ја закажуваме контролата, но во многу помал процент на случаеви остануваат резидуални маси во шуплината на матката кои барат дополнителна некоја киреташа, кое што во овој случај полесно се изведува, бидејќи грлото на матката е дилатирано. За изведување на медикаментозен абортус користиме два вида на таблети. Едните таблети се таблетки мифечин од 200 мг, тоа е инхибитор на прогестеронски рецептори и доведува до одлепување на оволоплацентарните маси од ѕидот на матката, до размекнување на грлото на матката и сензибилизација на матката на дејството на простагландините. Значи, овие таблетки ја подготвуваат матката за абортус. После 24 до 48 часа се дава таблетки мизопростол, кој е аналог на простагландини. Тоа се таблетки од 200 микрограми, ги има од 400 од разни фирми. И тие предизвикуваат контракции на матката и сврлање, значи, на оволоплацентарните маси, односно од 12 до 22 недела, ако е поголема бременоста, значи се изфрла содржината од матката.
кај бременности од 12 до 22 недела, кои што се прекинува со медикаментозен абортус, било заради социјална или медицинска причина, пациентките се хоспитализираат во болница. Исто така за овие хируршки абортуси од 12 до 22 недела во втор триместар, поголеми абортуси, тие се изведуваат со интраамниална апликација на 33% натриум хлорид, кој предизвикува контракции на матката и после тоа следи киретача на матката. Тоа е доколку ако се изведува хируршки абортус кај овие поголеми бременности. Инаку да напоменам дека секоја пациентка пред отпочнување на абортусот добива информации и подпишува информирана согласност. Значи за интервенцијата, дека е запознаена со самата интервенција, со ризиците, со можните компликации за истата. Исто така, на клиниката добива совети и за контрацепција по извршениот абортус, а имаме одредена количина и на контрацептивни средства кои што ги нудиме на социјално ранливи категории, пациентки што имаат повеќе абортуси и други некои причини. Имаме и спирали, можеме да аплицираме, даваме и таблетки, тоа е со програмата за заштита на мајките. Колку е застапена самата едукација помеѓу лекарите во однос на оваа тема и дали сте се сретнале со некои случаи каде што самиот доктор ја осудува пациентката која што се одлучила за абортус? Од воведување на медикаментозниот абортус, исто така со помош на Министерството за здравство и невладината организација HERA, тимот што тука го отпочна од одделот ургентна гинекологија, имаше од одделот за високоризична бременост, значи составен од доктори и сестри, и социјални работници, психолози. Значи организиравме повеќе едукативни дилници, состаноци за едукација прво на специјализантите на клиниката, специјалистите на клиниката, потоа специјалистите од примарно и секундарно ниво на повеќе градови низ државата. Понатаму организирани се исто едукативни предавања на више медицински сестри во Тетово, студенти по медицина во Скопје, Штип, на повеќе универзитети и ние продолжуваме со овие едукативни активности кои што се влесени веќе во курикулумот на студентите по општа медицина и студентите особено на специјализација по гинекологија и акушерство. Меѓутоа, сметам дека треба да продолжиме со оваа едукација, бидејќи методата веќе после 4 години, 5 година е прифатена како рутинска метода веќе во секојдневната пракса. Инаку во праксата сум сретнала колеги кои што осудуваат пациентки за изведување на абортусот, сакаат некогаш и да ги предомислат, и колеги кои што не сакаат да извршат абортус, зашто од лични, од етички причини, верски причини, што законот го дозволува под некои услови. Меѓутоа, има закона за здравствена дејност во одредени ситуации од лични, од верски побуди да одбие да изврши абортус. Меѓутоа, сепак во праксата, мислам, во секојдневната дејност, работа, ние на пациентките им ги објаснуваме предностите и компликациите од медикаментозниот и од хируршкиот абортус и ги нудиме двата модалитета. Меѓутоа, пациентката е оставена и законски има право, тоа е нејзино дискреционо право, кое мора да го почитуваме како здравствени работници, сама да се одлучи за изведување или неизведување за абортусот. Како стои прашањето со пристапот до медикаментозниот абортус за жените кои што живеат надвор од Скопје? Дали имаат услови надвор од главниот град за овој тип на абортус или пак се приморани да патуваат токму до тука? Вака, таблетите за медикаментозен абортус е предвидено според Министерството за здравство од првата година кога се увезени, да се лоцираат после набавката на едно централно ниво, од каде што ќе се дистрибуираат на клиниката и по другите болнички установи во државата. Исто со Законот за абортуси од 2019 година дозволено е и матичните гинеколози до 9-та гестацијска недела да изведуваат медикаментозен абортус, доколку исполнуваат некои законски услови и доколку ги имаат таблетките.
Проблемот со таблетките останува што истите не се регистрирани во нашата држава и што за сега се увезува само со интервентен увоз од странство, така што не може да се набават многу големи количини. Значи, останува, понатаму треба да работиме на решавање на овој проблем. Инаку повеќе центри, изминатите години, болниците во Куманово, во Битола, веќе го применуваат медикаментозниот абортус. Меѓутоа, проблем е тоа што не се регистрирани препаратите во државата, а се покажале многу успешни во секојдневната наша пракса и работа. Иако законот на жените им дава право на избор, жените кои се одлучуваат за абортус честопати се соочуваат со осуда, стигматизација и притисоци од околината. Страв, срам, чувство на вина, често подгревани од осудувачкото општество. Психолог Цветковиќ објаснува како тоа влијае врз менталното здравје и колку е важна свеста за подигнување на правото на избор. Важна е свеста, на некој начин и самото подигнување на свеста кај во општеството, кај населението, на сите нивоа. Од, да кажам, преку здравствените услуги, социјалниот, општествениот сектор, меѓутоа пред си примарниот, односно семејството, на некој начин треба да даде поддршка во некоја насока да даде осигурување дека жената има право лично да донесе одлука, бидејќи на тој начин кога би направила самостојна одлука, би се потикнала нејзината независност, автономија, чувството на сигурност, чувството на одговорност, бидејќи на некој начин и самодовербата и личната сигурност е поврзана со тоа колку ние можеме самостојно да донесеме одлуки, не само таква важна одлука во животот како што е абортусот, туку и било кои одлуки во иднина. Како до поголема поддршка за жените кои што се соочиле со овој чин и воедно ќе прашам кои се оние психолошки состојби кои што доаѓаат по самиот абортус? Поголема поддршка би требало да направи секој, односно да не се нудат готови решенија. Еве, ако земеме дека можеби семејството е првична, семејството треба да нуди примарна поддршка, треба да се избегнува како готово решение треба да направиш или не треба да направиш, или тоа би бил погрешен избор, или пак треба да го задржиш бебето и така натаму. Наместо тоа подобро е да се каже, да се понуди, ајде да разгледаме кои се можеби предностите ако го задржиш ова бебе, кои би биле пак негативните страни на тоа. Или што јас, да кажам, доколку се нуди таква поддршка од било кој семеен член, вклучувајќи па нели и партнерот, би требало да, или пак нели родителите, мајката, таткото или било кој важен семеен член, треба да се праша што мислиш дека јас би можела да направам во овој момент, или каква поддршка би сакала да ти дадам. На некој начин исто така и да се охрабри личноста дека ти би донела правилна одлука, што и да одлучише во ред, нема погрешна одлука. Ти си личност која што може да го издржи овој притисок и така натаму. На некој начин да се охрабри преку афирмативен говор, преку поттикнување и јакнење на снагите на личноста која што во тој момент би требало да направи соодветен избор, затоа што не е лесно секогаш да се направи соодветен избор, не е тоа нешто што некој го може преку ноќ да го донесе, тоа е сепак голема одлука или да кажам важен животен настан за многумина и негативен, меѓутоа и за одреден број на лица и позитивен секако. Она што спомнавте во однос на тоа каква е емоционалната реакција на личноста која што би направила абортус, може да бидат различни. Еве да кажам за оние жени за кои што бременоста била непланирана, доживуваат одредено улеснување, ослободување, чувство на исполнетост после абортусот, иако во одреден број на случаи може да се јават така речено амбивалентни чувства.
Како во смисла благодарна сум што има можност да ја направам јас лично одлуката, но од друга страна дали оваа одлука правилна, што ќе се случи доколку можеби не требаше тоа да го направам и така натаму. Инаку негативните емоции, односно чувствата на тага, жалост, чувство на вина може да се јават кај жените кои што треба да направат абортус поради можеби зачувување на сопственото здравје. И сега тука овие чувства може да се јават со различен интензитет, да кажам од некое нерасположение, меѓутоа да се зајакнат па се до длабока тага или до очај, до апатичност и така натаму. Од друга страна пак може да се јави исто така чувство на анксиозност, односно измешано чувство на страв, загриженост, кое што може да кулминира па се до панични напади, да речеме. Одредени депресивни симптоми може да се развијат, постои еден така наречен постабортусен синдром, односно тоа е нешто слично како да кажам реакција на посттравматско стресно расстройство, каде што на жената се навраќаат одредени негативни мисли поврзани со самиот настан, после известно време може да се јават и како повторувачки слики и тоа навистина може да го наруши целокупниот нејзин квалитет на живот. Така да навистина ова е една комплексна ситуација каде што е потребна огромна поддршка пред се од семејството, пред се од партнерот и но и да се свати како нешто дека жената има право тоа да го направи, има право на собствен избор. Но најдобриот избор би го направила секако со поттикнување на незините лични снаги, меѓутоа и семејните ресурси со кои располага во тој момент. Хера повеќе од 20 години работи на тоа жените да имаат пристап до точни информации за своето сексуално и репродуктивно здравје, вклучувајќи го и безбедниот абортус. Хера е на терен, таму каде што недостига поддршката. Според Хера, сепак жените не се доволно информирани за своите репродуктивни права, кое представува еден од најголемите предизвици. Ако го прашате законот, правата постојат. Но ако прашате жена која што живее во рурална средина или самохрана мајка која што не знае каде да се обрати или пак едноставно тинеџерка која што нема со кого да разговара, тогаш одговорот е не. За жал, жените во Македонија се уште не се доволно информирани за нивните сексуални и репродуктивни права, вклучувајќи го и абортусот, и тоа е еден од најголемите предизвици. Но сепак во однос на ова прашање забележуваме одреден напредок, затоа што во последните години се забележува дека дел од организациите и се поголем број на здравствени работници активно го промовираат сексуалното и репродуктивното здравје, а Хера работи на тоа да информациите бидат достапни на интернет, во заедницата и директно на терен преку младински едукатори и мобилни тимови. Дали имат достапни бесплатни психолошки советувалишта или пак правни совети за жените кои што се наоѓаат во ваква ситуација? Иако Хера не располага со правен тим, ние сепак ги информираме жените за нивните законски права и услуги кои што им следуваат. Меѓутоа, кога е потребно, ги упатуваме до соодветните институции или пак организации кои што нудат правна помош. Кога е во прашање абортусот, повеќето земји како и Македонија дозволуваат абортус, освен Малта, Никарагва, Ел Салвадор и Доминиканската република, каде што абортусот е целосно забранет, дури и во случаи како силување, инцест или опасност по животот на жената.